Да се запознаеме со продолжението на наставната единица класификација на хемиските реакции, односно ќе видиме уште една поделба на хемиските реакции. На тој час видовме дека има поделбите на повратни и неповратни реакции, а денеска правиме друг тип на поделба, според она што се случува со супстанциите во текот на реакцијата. Мора да внимаваме, бидејќи една реакција може да припаѓа на неколку класификациони групи. Пример ревенката на натриум, односно реакцијата на натриум хидроксид и хлороводородна киселина, при што се добива натриум хлорид и вода, може да речеме дека е реакција на неутрализација, дека е повратна реакција, дека е реакција на двојна измена. Еве ги тие видови на хемиски реакции. Првиот е соединување или синтеза, вториот е разложување, овде не смееме да кажеме анализа, тоа е некој друг поим со друго значење во хемијата, замена и двојна измена, кондензација, полимеризација и поликондензација, реакции со размена на протони и реакции со размена на електрони. Еве ги соопшти групи од реакции. Реакцијата на соединување обично е пишуваме како А плюс Б се добива АБ. Обратно, реакцијата на разложување ја запишуваме како супстанцата АБ се разложува на А плюс Б. Замена А плюс БЦ се добива АЦ плюс Б и двојна измена АБ плюс СД се добива АД плюс СД. Внимавајте сега на долната равенка. А и Б не значи дека тоа е елемент, сетете се само на реакцијата на соединување на амонијак и хлороводородна киселина, или пак А, Б во вториот случај не значи дека тоа се елементи, почне да се потсетиме на ситуацијата со разложување на калциум карбонат. Значи тука се погледаше не елемент, туку соединени јаглерод диоксид и вода. Но тоа ќе го видиме понатаму во презентацијата. Одиме прво со реакцијата на соединување или синтез. Како што гледате, тоа е таков процес при што некои супстанции се соединуваат и даваат посложена супстанција. Во нашиот случај, тоа е реакцијата на натриум со хлор, значи метален натриум и гасов хлор, при што се добива размена на атоми, распелба на атомите и се добива ионско соединение натриум хлорид. Со општи букви запишуваме А плюс Б се добива соединението АБ. Еве како изгледа тоа во хемиска лабораторија. Значи, натриумот, кој што е мек метал, се става во сад со хлор, кој што е жолто-зелен газ, и да станува само од себе реакција, без никакви надворешни услови, при што се добива бели кристали од натриум хлорид. Интересно е во органската хемија постои реакција на соединување, меѓутоа таа се нарекува реакција на адиција и е карактеристична за органските незаситени соединенија кои содржат двојни или тројни врски. Видете што се случува, тоа е тен, кој што го препознаваме по тоа што има два С атоми и една двојна врска, се соединува со некоја супстанца XY, значи тоа е со општи букви, и X атомот иди на едниот С атом, Y на другиот С атом, се раскинува двојната врска и се добива ново соединение. Затоа се вика реакција на присоединување, односно адиција. Еве како изгледа тоа со анимација. Значи, хлороводородна киселина се додава на карбонилна група и како што гледате од оваа снимка се внесени сите оние процеси што настануваат при хемиска реакција. Значи, се раскинуваат едни врски, настанува размена на електрони, прераспределба на атоми и се формираат новите врски. Одиме сега на вториот тип, тоа се реакција на разложување. Меѓутоа, како реакција на разложување познаваме 4 типа во однос на тоа што се користи како надворешен фактор да се изврши разложувањето. Затоа разликуваме електролиза, тоа е разложување под дејство на електрична еднонасочна струја, пиролиза, разложување под дејство на топлина, радиолиза, разложување под дејство на некое зрачење и фотолиза, разложување под дејство на сончева светлина. Сега ќе ги видиме еден по еден. Еве реакции на разложување.
Имаме молекули на вода кои се разложуваат на составните делови, а тоа се водород и кислород, или со општи букви А, Б се разложува на субстанциите А и Б. Некогаш при пишувањето на равенките на стрелката се запишуваат некои символи, како што се Т, делта, Х, полни, шок, елек, тоа се скратеници за топнинска, светловска или механичка или електрична енергија, а покрај символите или формулите на молекулите се пишуваат скратениците Г, Л, С, А, Q, кои што рековме што означуваат, значи газ, течна, цврста состав и воден раствор. Еве е познатата реакција на пиролиза или разложување под дејство на топлина. Гледаме дека од една поголема субстанца, калциум карбонат, се добиваат калциум оксид и јадрен диоксид. Значи не мора при разложувањето да се добиваат елементи, туку од дека се добиваат соединенија. Ова е многу интересен експеримент кој што може да се изведе во било која лабораторија и не мора да имаме хопен апарат. Тоа е електролиза, разложување на водата под дејството на еднонасочна струја. Токму на овиот апарат гледате е систем на цевки во кој што имаме две платински електроди, тука и тука, поврзани со половите на изворот на еднонасочна струја. Значи едната електрода е катода, а другата е анод. Во системот ставаме вода која што е закиселена со сулфурна киселина и кога ќе пуштиме еднонасочна струја, на основа кој поврзиме клемите, ќе забележиме дека се отделуваат милучине од газ. Меѓутоа, по некој време, забележувам дека во едната комора имаме двојно поголемо количество на газ од другото. И ако извршиме експерименти со запалено пиличе, ќе заклучиме дека во десната комора имаме водород, затоа што настанува горење на истиот газ, а во левата страна мора да е кислород. Ова е во склад со молекулската формула на водата, односно H2O, дека водород има дупло поголемо количество од кислородот. Интересно е што водата е толку стабилна субстанца, што нејзините молекули можат да се разложат само со електролиза. Ќе видиме понатаму и со радиолиза, меѓутоа со термичка разложување не можеме да постигнеме ништо. Еве како изгледа сликовито, еве ги молекулите на водата, кои што се разложуваат на молекули на водород и на кислород. Ова се прашање за вас да размислите зошто се користи еднонасочна струја, а не на изменична, и зошто водата се додава малку сулфурна киселина. Фотолиза. Фотолиза е разложување под дејство на сончева светлина. Овој пример го видовме веќе, значи водород пероксид може да се разложи со помош на сончева светлина. Ставаме во некој сат, го изложуваме сончева светлина под дејство на сончевите зраци, тој се разложува на кислород и на вода. Еве како изгледа тоа во лабораторија, меѓутоа не со фотолиза, него разложување со катализатор на манган 4 оксид. Станува бурна реакција, што се одделува кислородот. Радиолиза на вода. Како што кажаме, радиолиза е третиот начин на разложување, тоа е разложување под дејство јонизирачко зрачење. Овие јонизирачки зрачења ги селектираме во неколку типови: алфа, бета, гама и неутрони, зрачење неутрони. Што се алфа зраците? Тоа се хелиумови јадра и тие продираат, односно може да се запрат само со лист од хартија. Потоа имаме бета зрачење, кои што се негативно електризирани, тоа се снопови електрони, кои се запираат на тенка алуминиумска плоча. Гама зрачењето е најпродорно и поминува низ тие субстанции, а ги задржува само олово, додека снопови неутрони се запира само со дебел слој од бетон или па голема количество на вода. Реакции на замена и двојна измена. Гледаме од примерите што се случува. Кај што имаме реакција на замена, имаме реакција на магнезиум и бакар 2 сулфат. Гледаме дека магнезиумот се замениле местата со бакарот и се добива магнезиум сулфат и бакар. А реакција на двојна замена,
Znači, kalcijum si zamenila mjesto so vodorodot i se случува двојна измена. Овде малку стрелките се измениле заради форматот на презентацијата, меѓутоа сами можете да видите што се случува. Со општи букви запишуваме А плюс БЦ се добива АЦ плюс Б, а додека кај двојната замена АБ плюс СД се добива АД плюс СД. Значи, си замениле местото два. Еве убави линкови, односно тоа се гифови. Ако ставиме парче бакар во растворот сребро нитрат, гледате што се случува, ќе вратам назад. Со момент. Че почекуваме и со тек на време на бакарната прачка се нафаќа слојот сребро, односно викаме дека среброто и бакарот се замениле местата. Полека се случува реакцијата и на крај добиваме елементарно сребро наталожено на бакарната прачка. Еве друг пример на замена, значи ако цинкова прачка потопиме во растворот бакарот сулфат, на самата цинкова прачка се гледа како се формира црвеникав слој, тоа е обеснатиот бакар, а равенката на реакцијата изгледа вака. Цинк плюс бакар сулфат следва елементарен бакар плюс цинк сулфат. Исто така имаме слична реакција во органската хемија, меѓутоа таму се вика субституција и значи замена на атоми или атомски групи. Гледаме во горниот случај, тој е овде, молекулата на метан реагира со флор и се заменил еден атом на водород со еден атом на флор. А додека во долниот случај имаме реакција на елиминација, односно одземање на атоми или атомски групи, односно се одземаат атомите А и Б, се добива соединение со двојна врска, значи се формира двојна врска и се добива супстанца АБ. Размислете, која би била спротивна реакција на адиција, па ако се чавајте на почетокот, тоа беше реакцијата на адиција, односно се додаваше некоја молекула, атоми на двојната врска во органското соединение. Еве анимацијата, гледате како се врши замена, се насочуваат правилно молекулите со атомот и се врши замена на зелениот атом со жолтиот атом. Следен тип на реакција е реакцијата на кондензација. Меѓутоа, пазете, овде не станува збор за кондензација пример на водена пара, тоа е физички процес, туку овде е хемиска реакција. Дефиниција за реакција на кондензација е следната. Тоа е реакција на поврзување на две частички, при што се добива друга, поголема, а при тоа се одделува мала молекула како вода, амонија и така. Еве во случајот имаме две молекули на фосфорна киселина кои што се поврзуваат и се добива молекула на дифосфорна киселина и се одделува една молекула на вода. Еве имаме друг пример. Имаме алфа-Д глукопираноз Г молекули, се одделува една молекула на вода и се добива некој посложено соединение. Ова реакција не мора да ја учите, се учи во 4-та година во гимназиско образование. Значи, случајот е ист. Се одделува една молекула вода и поврзување на две молекули некоја субстанца. Еве да видиме што е тоа поликондензација. Гледате, имаме некои молекули, се поврзуваат меѓу себе, се одделува една молекула вода, па потоа иде уште една молекула слична, се одделува друга молекула вода и така може да имаме стотици илјади пати поврзување во огромни ланци, и затоа овој процес се вика реакција на поликондензација. Полимери. Што е полимеризација? Полимер е макромолекула која се формира со поврзување на огромен број мали молекули, наречени мономери. Еве тие се мономери.
se povezuvat među sebe i se dobiva ogromna molekula narečena polimer. Evo kako izgleda to. Imamo molekula najten ili se povezuva i se raskinu odvojena vrska i se formira ogromna molekula na polieten ili polietilen, to je polimerod, a doveka monomerod ostanu list C2H4. Definicija za polimerizacija: obrazuvanje na ogromni makromolekuli su obrazuvanje na pomali jedinici narečeni monomeri. Međutim, imamo slučaj ako monomerite sa različnim molekuli, to još imamo proces na kopolimerizacija. Evo kako izgleda to slikovito, znači različni monomeri se obrazuvati na ogromna makromolekula koja može da broji stotici miligrami monomeri. Сега останува на вас да ги разгледате вежбите и да ги решите. Значи имаме некои реакции. Калиум реагира со вода, реагира бурно, се добива бурна реакција, водород се самозапалува. Ова е реакција на одземање на кислород со помош на јаглерод, односно енергична редукција. Треба да ги решите овие примери во кои спаѓаат групи. Reakcija na srebronitrat со калиум хлорид, калиум карбонат и бариум хлорид. Ова е интересна реакција, бидејќи се случува во сите современи автомобили, реакција на разрушување на натриум азид, при што се добива метален натриум и големо количество на азот. Значи тоа е реакција која станува при случување на сигурносното отргиче во автомобилите. Значи, во нашиот случај треба настани бурна реакција, експлозивна, и за неколку микросекунди да се наполни перенчето да го спаси патникот или шоферот. Ова реакција ви е позната, ви определите треба во кои спаѓаат реакциите и на крајот да ги решите овие задачи со повеќекратни поведени одговори. Толку за денеска, благодарам на вниманието и се гледаме во следна прилика.